Советот за реформи во правосудството денеска ја потврди така наречената методологија за филтрација на правосудството. Според Министерството за правда, станува збор за патоказ за тоа на кој начин следната година ќе се направи проверка на работата на судството. Технички не станува збор за еден, туку за неколку документи. Два од нив произлегуваат директно од Законот за судски совет од 2019 година и се однесуваат на квалитативно оценување на работата на судиите и на председателите на судовите. Според увидот што го имаше 360 степени, најинтересен е документот наречен Интерен план за следење на работата на судовите, судиите и председателите на судовите за периодот 1 јануари 31 декември 2021 година. Тоа е главна алатка за најавеното филтрирање и проверката на работата на судиите и судовите. Тоа е плод на повеќе месечна работа и ангажман на судскиот совет, на експерти, но и секако придонес на владата. Она што нам ни е битно како влада е дека судскиот совет го заврши својот дел од работата, ги формулираше согласно законот и согласно прописите овие инструменти. Останува да биде донесена наскоро во текот на месец јануари уште една методологија, тоа е методологија за сложеност на предметите, која што ќе ја комплетира оваа слика и практично во една определена временска рамка за наредната година од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година има план како да се проверува работата на судовите во државата. Но само од достапните документи не може лесно да се извлече дефинитивен заклучок како ќе се филтрира судството. Еве и зошто. Според важечките законски решенија, еден судија може да биде разрешен по две основи. Поради сторена потешка дисциплинска повреда, поради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Под потешка дисциплинска повреда се подразбираат 4 основи: повреда на јавниот ред и мир, мешање во работа на друг судија, одбивање да се поднесе изјава за имотна состојба и прекршување на правилата за иземање. Под нестручно и несовесно работење, односно вршење на функцијата, има 7 основи, меѓу кои правосилна затворска казна од најмалку 6 месеци, одолговлекување на постапка, крупна професионална грешка и во случајот најинтересното, ако во 2 последователни оценувања судијата добие негативна оценка. Сите овие механизми за разрешување судии досега му беа на располагање на судскиот совет. Разликата е што сега со методологиите се прецизира квалитативното оценување на работата на судиите и на председателите на судовите. Но според актуелните закони, судиите редовно се оценуваат еднаш на 4 години, што сугерира дека не може да се очекува брзо филтрирање. Но тука стапува на сцена новиот документ на судскиот совет наречен Интерен план за следење на работата на судовите, судиите и председателите на судовите за периодот 1 јануари 31 декември 2021 година. Планот предвидува повеќе приоритети и активности за период од една година. Меѓу активностите е и формирање тричлени комисии за следење на работата на судиите и председателите на судовите. Овие тричлени комисии нема да бидат составени од суди од повисоките судови, како што е случај при редовното оценување, туку од членови на судскиот совет. Овие тројки, меѓу другото, ќе остваруваат работни посети, ќе вршат увид во предмети, ќе изготвуваат извештаи, но и ќе поднесуваат барања за утврдување одговорност за судија или за председател на суд. Во функција на целите, пишува во интерниот план на судскиот совет, ќе се изврши проверка на судски предмети. Во опсегот на предмети кои се квалификуваат за проверка се споменуваат предмети за кои се поднесени представки од граѓани, предмети кои застареле или се пред застарување, предмети за кои постојат сомнежи дека не е постапувано согласно со законите, предмети кои предизвикале интерес кај јавноста, сите предмети по кои постапувало оделението за организиран криминал во Скопскиот кривичен суд, предмети со посебни истражни мерки, предмети за кои е пропишана доживотна казна затвор и други. Проверката на предметите ќе се изврши без оглед на стадиумот во кој се наоѓаат, тековни и архивирани предмети. Дали ова значи дека илјадници судски предмети наскоро ќе се најдат под мониторинг и по кој критериум ќе се бира
Кој предмет, а со тоа и кој судија ќе биде под лупа, во моментов е нејасно. Неофицијално, тоа ќе го објасни председателот на Судскиот совет Киро Здравев на пресконференција во следните денови.